Новиот министер за здравство ќе донесе и нови промени во составот на Комисијата за заштита од заразни болести. Последниве денови се погласни се шпекулациите дека Жарко Караџовски ќе биде променет од прв човек на комисијата. Беким Сали, кој застана на чело на здравство, за Алфа потврди дека промени ќе има во следниот период. Планирам во најбрзо време да се разгледа можноста и потребата од проширување на составот на ова тело, како и да се преиспита начинот на досегашното функционирање. Кога станува збор за заштитата на здравјето на граѓаните, нема простор за компромис. Навремената и професионална одлука треба да биде прв приоритет во действувањето на комисијата, во координација со сите важни чинители во однос на заштитата на јавното здравје. Во јавноста протекоа информации дека доктор Даниловски и доктор Пановски се можна замена за досегашниот председател Караџовски. Даниловски уште веднаш на социјалните мрежи напиша дека не планира да седне во комисијата, бидејќи не е прифатливо за него да ја жртвува својата автономија. Не прифаќам било чиј предлог за членување во Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство. Доктор Пановски за Алфа одби да зборува на оваа тема, со став дека досега не добил никаква понуда. Предлогот за промена доаѓа од партијата на Милевски, кој најавија дека ќе биде ставено на маса пред новиот владен состав. Инаку комисијата од кога почна пандемијата со COVID-19 ја води епидемиологот Жарко Караџовски. Во повеќе наврати, кога Македонија ги бележеше највисоките пикови во пандемијата, Комисијата за заштита од заразни болести, како и првиот човек, беа недостапни за јавноста и новинарите. Во јуни 2020 година, кога бројот на новозаразени порасна и покрај уверувањата на владата дека се е под контрола, Караџовски удри со навреди и ароганција кон новинарите. Епидемиологот знаеше да изјави дека граѓаните се криви за високите бројки бидејќи не ги почитуваат препораките. Најголема прашина се крена кога Караџовски најави дека владата ќе чека здравствениот систем да колабира за да се воведе полициски час.